Го следите пладневното информативно издание на Еден ТВ. Втор ден жалост по сообраќајката во која во средата на патот Скопје-Тетово загинаа 14 лица, 37 беа повредени, откако кај селото Ласкарци се преврти автобус на компанијата Durmotors. Во критична состојба според последните информации се 5 мина од повредените, од кои 2 се хоспитализирани во градската општа болница 8 септември, а 3 од нив на скопските клиники. Надлежните институции го утврдија идентитетот на жртвите, завршен е увидот на местото на несреќата, а автобусот е однесен на вештачење. Како што информираше вчера јавното обвинителство, интензивно се работи на утврдување на сите детали за причините на несреќата. Од досегашните сознанија е утврдено дека автобусот бил набавен во 2001 година, а последен пат бил регистриран во јануари 2019 година. Анализата на примероците на крв и урина на возачот, кој беше хоспитализиран поради телесни повреди, покажала дека во моментот на несреќата кај него не е регистрирано присуство на алкохол, лекови или психотропни супстанции. Дополнително ќе се утврдува дали во моментот на несреќата користел мобилен телефон. Durmotors пак треба да достави целосна документација за дозволите кои ги поседува за јавен превоз, за одржување на возилата, бројот на патници и продадени билети во автобусот, како и податоци за работното време и релациите кои ги поминал возачот на критичниот ден. Екипата на Еден ТВ денеска повторно е во градската општа болница 8 септември по информации за тоа каква денеска е здравствената состојба на повредените кои настрадаа во тешката автобуска сообраќајна несреќа. За денеска во 12 часот беше најавена и пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче и директорот на градската општа болница 8 септември Христијан Костов. Колешката Весна Велкова ја имаме на линк. Весна, имаш ли информации каква е состојбата со повредените? Така, Александар, во секој момент овде во градската општа болница 8 септември се очекува да започне пресконференцијата на министерот за здравство Венко Филипче и на директорот на болницата Христијан Костов. Значи се уште пресконференцијата не е започната, па така да останува да информираме за онаа состојба која веќе јавноста ја знае, дека 5 мина од повредените во сообраќајната несреќа на патот Скопје-Тетово се наоѓаат во критична состојба. 3 од нив се сместени во 8 септември, 2 се на Карил во клиничкиот центар Мајка Тереза. Инаку вкупно се сместени и хоспитализирани 36 патници, 28 се во војната болница, 2 повредени што беа сместени од 2 повредени што беа сместени во Тетовската болница, таму остана еден, бидејќи еден е прифрлен во Скопје и 7 од повредените се во ургентниот центар на клиниката Мајка Тереза. Инаку и денеска овде во градската општа болница врвулица од роднини, браќа и сестри кои очекуваат информации за своите повредени. Пред малку екипата на Еден ТВ разговараше со една мајка со наслзени очи која ни рече дека очекува во секој момент да заврши операцијата на незината ќерка која во сообраќајната несреќа го повредила својот колк. Значи во моментот таа е во хируршката сала. Така да има многу безбројни приказни од целите од сообраќајната несреќа која се случи предвадена. Значи за сега толку како што реков се очекува во секој момент пресконференцијата на директорот на војната на општата градска болница 8 септември со најновите информации за состојбата на повредените во сообраќајната несреќа. Студио. Весна, ти благодарам за информациите во ова вклучување, како што најави очекуваме пресконференцијата на министерот за здравство Венко Филипче и на директорот на градската општа болница. Пресконференцијата ќе ја пренесуваме во живо, очекуваме твое повторно јавување. Екипата на Еден ТВ и денеска го посети местото на трагичната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово кај селото Ласкарци. И денеска сликата на терен сведочи на кобниот момент во кој животот го загубија 14 лица, а 37 беа повредени, од кои 5 мина се уште се во критична здравствена состојба. Атмосферата од кобната точка во овие вести ни ја пренесува колегата Игор Стефановски, кој заедно со телевизиската екипа која е упатена за Гостивар попатно застана уште еднаш да посведочи на немилиот настан. Игор, повели со деталите. Тука се наоѓаме во Ласкарци, каде на ова место до вчера беше автобусот во кого загина 14 луѓе, откако се преврти на автопатот Скопје-Тетово. Се уште на терен сведочи
скршената банкина која виси на стариот пат кон Тетово овдека пред Ласкарци. Тука на терен се забележуваат траги од гуми од градежната механизација, багерите односно, што вчера го крева автобусот на самото место каде што беше автобусот кој требаше да пристигне до Гостивар. Се наоѓа сведочи дека таму бил скршените стакла и некои парчиња од самиот автобус, но и предмети што се уште не се собрани. Пред се станува збор за цедиња и дел од некои марамици, флаши, чаши пластични. Овдека можам да забележам дека до пред малку имаше градежни активности во однос на возобновување на банкината на самиот автопат. Одстранети се полициските ленти, но на едно дрво се уште виси парче од полициска лента. Нема тука денеска луѓе, ниту пак медиумски екипи, откако вчера заврши увидот и на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството. Прибрани се сите податоци и докази. Автобусот е даден во бирото за вештачење за да се утврди официјално причината за настанатата несреќа, за трагичната несреќа, односно превртувањето на автобусот. Тука може да се забележи дека голем дел на дрвја се откорнати, каде што прелета автобусот пред 2 дена околу 17 часот, движејќи се на автопатот Скопје-Тетово. Рекршени се, урнати се 2 банкини на самиот автопот, таа која го сече во спротивниот правец на Тетово Скопје, за подоцна автобусот да ја урне и оваа банкина која што гледате од објективот дека виси на стариот пат кон Тетово. Тоа што го кажав и пред малку дека се уште траги сведочат дека тука заврши кобно животот на 14 луѓе. Александар. Игор, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите. Како што најавивме и на почетокот, вие денеска сте упатени кон Гостивар. Ке очекуваме и наредни вклучувања во наредните информативни изданија и во текот на целиот ден. Граѓаните ги отворија вратите од своите домови за семејствата на повредените кои се лекуваат во Скопје. А кон оваа акција се приклучи и Еден ТВ. По вчерашната трагедија која Македонија ја зави во црна хуманост и несебична поддршка почна да пристигнува од сите страни кон семејствата на загинатите и повредените. Голем број граѓани ги отворија вратите од своите домови за роднините на повредените кои дојдоа во Скопје, а со нетрпение го очекуваат секој момент за информација плюс за здравствената состојба на своите најблиски. Кон оваа несебична и хумана акција се приклучија бројни компанија, исто така и Еден ТВ. Информацијата ја соопшти собственикот на телевизијата Бојан Јовановски. Во свое лично име и во име на Еден ТВ сакам да ја соопштам следнава одлука на нашата компанија. За семејствата на сите повредени лица кои настрадаа во вчерашната трагична сообраќајна несреќа и кои сега се на лекување во Скопје, нашата компанија ќе им обезбеди сместување во Скопје додека трае лекувањето на настраданите и парична еднократна помош за нивно лекување. Горе споменатите семејства ќе бидат веднаш контактирани од страна на менаџментот на телевизијата и веднаш ќе им биде овозможена наведената помош и поддршка во овие тешки моменти. Посакувам брзо опоравување на сите повредени лица и уште еднаш го изразувам своето длабоко сочувство кон семејствата на загинатите. Зегин еднократно донира 20.000 евра за семејствата на загинатите патници. Во овие тешки мигови на повредените, како и на семејствата на повредените и починатите патници, Зегин нуди дополнителна помош, ставајќи им го на располагање целиот потенцијал на Зегин во лекови и поликлинички услуги од својата поликлиника Зегин Медика. Сочувствувајќи со болката на семејствата на загинатите и повредените, Зегин ги повикува семејствата да се обратат за помош во нашата компанија. Компанијата Зегин им изразува сочувство на семејствата на загинатите патници и поскоро закрепнување на повредените лица. 30.000 денари парична помош ќе додели Црвен крст. Голем број граѓани од Скопје се приклучија кон хуманата акција на социјалните мрежи со хаштаг И јас можам, Гостивар, во која нудат крв и помош за повредените и сместување и храна за семејствата на повредените и на загинатите патници од автобусот кој вчера се преврте на пат од Скопје кон Тетово, а во кој животот го загубија вкупно 14 лица.
А од режија ми јавуваат дека колешката Весна Велкова бара повторно вклучување во теке пресод кој што го најавивме на министерот Венко Филипче и на директорот на 8 септември. Да го проследиме во продолжение. Добро е сега? Да, супер. Добро, може. Добро, ви благодарам. Денеска во Градската општа болница 8 септември од повредените пациенти во сообраќајка се лекуваат 28. 6 ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од вкупниот број на пациенти, 6 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивно лекување. Кај двајца од нив во текот на вчерашниот ден е направена хируршка интервенција. Сите се со стабилни витални параметри, двајца од нив се на респираторна машина, состојбата е критична. Во клиничкиот центар во Скопје вкупно се лекуваат 8 пациенти, 4 на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, 1 пациент на клиниката за травматологија, 1 на неврохирургија, 1 пациент на трудницата на клиниката за гинекологија и таа е во добра општа состојба и 1 пациент на клиниката за торакална хирургија. 4 пациенти кои што се сместени во Карел се во навистина тешка состојба, кај една млада пациентка сега во овој момент ќе се прави хируршка интервенција. Може директорот или вие за оние што сте овде хоспитализирани, што сте на респиратор, значи за какви повреди станува? Двајцата пациенти кои што се на респираторна машина имаат повреди на повеќе системи. Ние викаме се политравматизирани. Најдоминантни се повредите на главата, меѓутоа тие за сега и во овој момент не бараат хируршка на интервенција. И другите пациенти кои што се наоѓаат во одделот за интензивно лекување исто така се политравматизирани, доминантни се повредите на градниот кош и на стомакот и тие исто така не бараат хируршка интервенција во клиниките, во клиничкиот центар. Таа млада пациентка сега во овој момент се одлучува како ќе продолжи третманот на ногата, која што е навистина тешко повредена, згмечена, и останатите пациенти имаат повреди на локомоторниот систем, на градниот кош и на стомакот. Тоа значи дека постои можност да биде ампутирана ногата заради таа повреда? Да, постои таква можност и сега во овој момент има конзилиум кој што одлучува како и што ќе се прави и како ќе продолжи третманот, односно хируршката интервенција. Колку години има пациентката? Тоа е млада пациентка, 20 години. 28 и 6 ќе бидат пуштени денеска на домашно лекување, значи остануваат 22 пациенти. Во текот на ноќта правите операции врз повредените? Да, може да. Само да ги промените местата во морите, да помирите зимето што имаш. Значи, како што рече министерот, ноќта после полноќ, тие двајцата пациенти што беа префрлени од одделот горе на одделот на интензивно лекување, значи 15 годишното момче и 40 годишниот пациент. Синоќа заради влошување на состојбата и губење на крв, анемизирање, беше индициран оперативен третман, односно беа внесени во оперативниот протокол. Оперирано е прво момчето, значи тоа е после полноќ, таму е најдена лезија, повреда на црниот дроб, повреда на мезентериумот од цревото. Сето тоа е санирано, значи со некакво крварење во абдоминалната шуплина. Другиот пациентот на возраст од 40 години, исто така и кај него е направена експлоративна лапаротомија, значи отворена е абдоминалната шуплина, најдено е повреда на мезентериумот, значи тоа е дел од тенкото црево, направена е мала ресекција на дел од тенкото црево. Во моментот тие се на сопствено дишење, значи се екстубирани, се во сосема добра состојба, стабилни, се наоѓаат во одделот за реанимација и нивната состојба се следи секој момент. Сега тие се, како што рече овој министрот, двајца се на респиратор, тие се уште од првиот момент кога се случи несреќата.
Тие се со политравматизирани се, меѓутоа доминантна е неуротраумата, значи повреда на мозок и лицеви коски. Нели нормално е има пропратни повреди, тие контузија на бели дробови има кај едниот и некои изолирани. Значи политравматизирани се пациентите. Едниот е доста лоша состојба. Значи времето ќе покаже како. Меѓутоа не е за некоја сега за интервенција. Доктор, дали има доволна количина на крв, како што луѓето се мобилизираат низ порталите, што дека нема? Како се? Да, што се однесува, гледам дека се организираат на акции за дарување на крв, како во болницата, така и по другите болници. Во моментот немаме недостаток на било која крвна група или било кој крвен дериват. Значи, капацитетот е пополнет, има добра комуникација на нашиот оддел со Институтот за трансфузиологија, така да мислам за тој проблем воопште не постои. Значи, имаме се што е потребно. Во каква состојба се амбулантните возила на брзата помош и дали болницата има потреба за неа? Не. Брза помош. Значи, колку се стари амбулантните возила и дали има потреба повеќе? Службата за итна помош е организирана у рамките на здравствениот дом во Скопје. Имаат во овој момент вкупно 9 возила. Сите возила беа веднаш мобилизирани за време на непосредно после сообраќајната несреќа. 3 се упатија веднаш, а 5 од терен, практично од местото кај што извршува работни задачи. За рекордно време беа на лице место на настанот, за негде 14-15 на минути веќе беа во селото. Дојда дополнителен број на возила од медицинскиот центар и здравствениот дом Скопје, Тетово, 4, 2 од Гостивар, понатаму 3 возила од болницата Систина со на наше барање и координација и 2 од приватната институција Невромедика. Во најкраток можен рок се спроведе тријажа, едно возило од итната медицинска помош каде што имаше тим за тријажа, беше цело време тамо и тој тим ја одредуваше приоритетноста на пациентите кои прв ке се упати кон болницата, а овде веќе ги дочека спремен тим на лекари кои што дојдоа од дома и во овој делот за итен прием на пациенти најпрво правеа тријажата, понатаму диагностиката и после тоа и третманот на пациентите. Ние пред неколку месеци распишавме и завршивме постапка за набавка на возила, веќе превршува рокот за испорака, така да во следните неколку недели возилата кои што ги набавивме, вкупно 12 на број ќе бидат распределени најмногу во здравствениот дом во Скопје, а понатаму според потреба и во останатите здравствени домови низ држава. Министер, вчера се создаде забуна, дали се 14 починати или 15? Починати се 14 лица. Министер, само што ова ситуацијата во темата со морбилите и грипот, колку има нови случаи, дали има евентуално жртви, дали планирате да прогласите епидемија и на грип? За сега ситуацијата со грипот е под контрола. Иако има зголемување на случаите во изминативе денови, односно недели, процентот на пациенти, односно вкупната бројка на пациенти за негде 24-5% помало од истиот период минатата година. За нив има посебно одделено крило во клиниката за инфективни болести, соодветно се третираат како тука, така и низ инфективните одделенија во другите градови. Со морбилите ситуацијата е така да секојдневно стигнуваат во обичајна бројка на пациенти, околу 5-6 пациенти, у текот на изминатиот ден 7 пациенти се прегледани, мал број се задржани на домашно лекување, останатите се задржани во болница, а останатите се пуштени на домашно лекување. Ајде, пријатно.
Тоа беа последните информации кои што ги соопшти министерот за здравство Венко Филипче и директорот на градската општа болница 8 септември Христијан Костов. Само за посетување министерот кажа дека во болницата има 28 повредени, 6 од нив денеска ќе бидат пуштени на домашно лекување, а 6 се уште се во критична здравствена состојба. Еден ТВ се обрати во болницата Аџибадем Систина по информацијата за нивната поддршка со амбулантни возила за транспорт на повредените во автобуската несреќа на автопатот Скопје-Тетово. На прашањето дали некој побарал сместување во нивната болница, оттаму соуштеа дека исто како на кобниот ден и натаму им стојат на располагање на и нивните капацитети се солидарно отворени за секој од повредените или членови на нивните семејства без никаков надоместок. Во продолжение ви го пренесуваме соуштението на менеджментот на болницата. Длабоко потресени од страшната човечка трагедија во која што во средата животите ги загубија наши сограѓани, нашите мисли се со најблиските и роднините на загинатите и на повредените. Во моменти на солидарност и лекарска етичност ги оставаме на услуга сите капацитети на клиничката болница Аџибадем Систина за лекување на сите повредени кои што сега се згрижени во другите здравствени установи во државата, да добијат здравствен третман онолку колку што ќе биде потребно, без никаков надоместок. Само солидарно и заеднички ќе можеме да ја пребродиме оваа огромна трагедија. Сочувство до семејствата и граѓаните на Македонија упатија и политичари од повеќе држави од соседството и пошироко, како и од Европската Унија и од НАТО. Медиумите во соседството како прва вест ја пренесуваа информацијата што Македонија ја зави во црно. Пораки со сочувство и поддршка на семејствата на трагично загинатите лица во земјава пристигнаа од високи представници на меѓународните институции, како и на земјите од регионот. Во интервју за Еден ТВ, жалење за загубата изрази генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. I would like to express my condolences to all those who lost their loved ones in the bus accident in North Macedonia. This was a terrible accident, and my thoughts are going to those who are injured, their families, and all those who have lost their loved ones in this terrible accident. Пораки со поддршка и сочувство пристигна и од Европската Унија. Еврокомесарот за проширување и соседска политика на социјалните мрежи изрази жалење за загубените животи. Длабоко жалам за трагичната сообраќајна несреќа што се случи синоќа на автопатот Скопје-Тетово во Северна Македонија. Нашите мисли се со семејствата и пријателите на загинатите и на повредените. Твит на Хан, косовската влада пак седницата ја почна со едноминутен молк. Веста во јавност ја сподели премиерот Рамуш Харадинај, а државниот врв посака закрепнување на повредените и изрази сочувство за најблиските на настраданите лица. Најдлабоко сочувство за семејствата на жртвите во сообраќајната несреќа на автопатот Скопје-Тетово, а на повредените им посакувам што поскоро оздравување. Им изразувам сочувство и на водачите на институциите и на сите граѓани на Република Северна Македонија, напиша председателот Хашим Тачи. Слични пораки пристигнаа и од соседна Албанија, Бугарија, но и од Босна и Херцеговина. Министерството за надворешни работи на Турција пак испрати телеграма со сочувство. Грција беше меѓу првите земји од регионот која изрази жалење за загубите, а алтернативниот грчки министер за надворешни работи Јоргос Катругалос лично му понудил помош на неговиот македонски колега Никола Димитров. Длабоко жалиме за трагичната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Нашите мисли се со семејствата на жртвите и нивните најблиски. Изразуваме искрено сочувство и солидарност со граѓаните и владата на Северна Македонија. Пишува на Твитер грчкото МНР. Трагедијата ги крена на нозе и медиумите од регионот, особено во Грција, каде континуирано се известуваше за билансот на жртви како и за деталите од несреќата. Трагедија во Северна Македонија е насловот што преовладува во текстовите објавени во медиумите. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера во централниот дневник на Еден ТВ рече дека истрагата за автобуската несреќа на автопатот Скопје-Тетово уште трае и дека денеска се очекуваат првичните сознанија околу причините. Спасовски додаде и дека Министерството за внатрешни работи веќе покренало 5 постапки за говор на омраза, кои во вакви моменти на обединетост предизвикуваат чувство на човечки пораз. Еве дел од неговата изјава во вчерашното гостување во централниот дневник на Еден ТВ. Како шеф на Министерството за внатрешни работи покренавме 5 постапки за говор на омраза овој ден. Работиме на детекција на други профили на социјалните мрежи преку кои што се ширеа говори на омраза. Веќе се поднесени соодветни
пријави до надлежните јавни обвинителства во Скопје, во Струмица, во Куманово и секако дека и во наредните денови, ако се случуваат вакви настани или се детектираат, ќе имаме реакции. Заради тоа што говорот на омраза го уништува македонското општество. Говорот на омраза прави несогледливи последици и штета по она за што сите ние се залагаме. Напротив, таа солидарност, тоа човеколюбие кое што синоќа го гледавме во Ласкарци, помеѓу граѓаните имате од друга страна луѓе кои што не размислуваат ни на себе, не размислуваат ниту на еднината на оваа држава и тоа е навистина поразително. Трагедија што ги потресе семејствата, несреќа која го покажа чувството на граѓанска солидарност. Драматична битка на местното население, лекарите, пожарникарите и брзата помош да се спасат патниците. Загриженост пред болниците, мобилизираност на клиниките, но несреќата ја наплати највисоката цена. Животот, дводневна жалост како сочувство, но и само преиспитување дали во траумата да се делиме. Социјалните мрежи го вратија чувството на општествена, но и граѓанска солидарност. Еден ТВ со сочувство за семејствата на загинатите, со слика и збор за битката да се остане присебен и да се спасат животите. Продолжуваме со останатите содржини. Во германскиот град Минхен денеска почнува тридневната Минхенска безбедносна конференција на која е најавено учество на околу 40 шефови на држави или влади, речиси 100 министри и поголем број експерти од сферата на безбедноста и одбраната. Предвидено е на собирата да говорат околу 100 високи представници од целиот свет кои ќе се осврнат на актуелните кризи и безбедносните и политички предизвици во глобални рамки. На конференцијата ќе учествува бројна германска делегација предводена од канцеларката Ангела Меркел, во чиј состав ќе бидат министрите за надворешни работи Хајко Мас, за одбрана Урсула фон дер Лајен, за економија Петер Алтмајер и за финансии Олаф Шолц, како и 45 пратеници во Бундестагот. Најбројна делегација на собирот ќе имаат Соединетите Американски држави и во неа ќе бидат вклучени подпредседателот Мајк Пенс, председателот на представничкиот дом Ненси Пелоси и голем број сенатори и конгресмени. Македонската делегација на собирот ќе ја предводи премиерот Зоран Заев, кому утре заедно со шефот на грчката влада Алексис Ципрас ќе им биде врачена наградата Евалд фон Клајст за склучување на договорот од Преспа. Грција веќе ја призна Северна Македонија, а тоа ќе се одрази во секое официјално споменување, вклучувајќи ги и таблите, рече портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Дзанакопулос во однос на тоа дали откако стапи во сила договорот од Преспа, Грција ќе ги промени таблите на северната граница на кои сега пишува Скопје или ПРМ. Јасно е и апсолутно е факт дека Грција веќе ја признава соседната држава со името Северна Македонија и тоа ќе се одрази во секое официјално споменување од Грција кон Северна Македонија, рече Занакопулос. Грчки дипломатски извори објаснуваат дека Министерството за надворешни работи на Грција во следните денови ќе испрати циркулар до јавната администрација со кој ќе ги информира за промената на името во Северна Македонија, а со тоа и за потребата да се променат и таблите.
Грчката влада објави конкурс за кандидати во Националната разузнавачка агенција, а еден од критериумите е познавање на македонски и јужнословенски јазик. Во службен весник на 14 февруари 2019 година Министерството за заштита на граѓаните објави оглас за пополнување на 302 работни места во Националната агенција за разузнавање на Грција, а во одделот за преведување, толкување и сослушување вработува 56 лица со познавање на англиски, француски, германски, шпански, италијански, арапски, бугарски, еврејски, руски, турски и, како што пишува во огласот, македонски и јужнословенски јазик. Ова е прв пат по ратификацијата на Преспанскиот договор да се споменува македонски и јужнословенски јазик, пишува Катимерини. А во Кривичниот суд во Скопје денеска продолжува судењето за случувањата во собранието на 27 април 2017 година. Случајот се наоѓа во завршна фаза и треба да продолжи со изнесување на завршните зборови на одбраната. На минатото рочиште завршни зборови даваше бранителот на Горанче Ангеловски Ќосето. По изнесувањето завршни зборови од адвокатите на сите 17 обвинети, во овој случај можност да дадат завршни зборови ќе имаат и самите обвинети. Судскиот процес започна во август минатата година и го води судијката Добрила Кацарска, а застапник на обвинението е обвинителката Вилма Русковска. Процесот започна против 33 обвинети, но согласно законот за амнестија помилувани беа вкупно 15 лица. А во Кривичниот суд во Скопје за денеска се закажани нови рочишта за случаите Тревник и Тарифа на специјалното јавно обвинителство. Во случајот Тревник обвинети се Драган Павловиќ Латас и неговите браќа Срđан и Звездан за бесправна градба на 3 викенд куќи во Зелениково. Според специјалното јавно обвинителство, обвинетите изградиле 3 викенд куќи во општината Зелениково без да имаат право на ваква градба, односно градење без одобрение за градење. Во прибавените докази на СЈО, меѓу кои и сателитски снимки, вештачења, како и останата документација. Овие 3 викенд куќи биле започнати со градење во 2011 година, а одобрение за нивно градење од општината е добиено во 2013 година, кога веќе биле и завршени. Новосудско рочиште денеска треба да се одржи за случајот Тарифа, во кој се обвинети поранешниот генерален директор на АД Елем Дејан Бошковски и уште 2 други лица. Во овој предмет станува збор за обвинение за противзаконска набавка на софтверски систем за потребите на државната компанија Електрани на Македонија, вреден околу 4 милиони евра. Американскиот претседател Доналд Трамп се очекува да го потпише договорот за буџетот со цел да се избегне нова блокада на федералната влада, а постои можности за прогласување во онредна состојба. Светската здравствена организација предупреди дека бројот на заразени лица од мали сипаници на светско ниво се зголемил за 50% минатата година. Поплавите во Австралија предизвикаа контаминација на водите во големиот корален гребен. Во продолжение неколку вести од светот. Лидерот на републиканците во Сенатот Мич Меконел изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп ќе го потпише договорот за буџет со цел да се избегне нова блокада на федералната влада, но дека сепак ќе прогласи вонредна состојба за да овозможи финансирање на изградбата на зидот на границата кон Мексико. Предходно двата дома на американскиот конгрес, Сенатот и представничкиот дом го усвоија компромисниот буџет за финансирање на федералните владини институции. Светската здравствена организација предупреди дека бројот на заразени лица од мали сипаници на светско ниво се зголемил за 50% минатата година и дека се неуспешни обидите за спречување на ширењето. Според извештајот на Светската здравствена организација, случаите на морбили се во пораст и во богатите држави каде вакцинирањето е традиција. Во светот се регистрирани повеќе жаришта на сипаници, меѓу кои во Украина, Мадагаскар, Демократската република Конго, Чад и Сиера Леоне. Само на Мадагаскар од октомври 2018 до февруари 2019 регистрирани се над 66 заболени од морбили, од кои 900 починале. Поплавите во Австралија предизвикаа контаминација на водите во големиот корален гребен, велат научници. Оттаму додаваат дека ќе бидат направени дополнителни истражувања. Поплавите беа резултат на постојан дожд во изминатите недели во Квинсленд, а поради поплавите во текот на минатата недела 2 лица го загубија животот.
Вардар со последни подготовки пред утрешниот надпревар против Веспрем во Лигата на шампионите. Кошаркарскиот куп на Македонија ќе се игра во вториот викенд од април. Нов рекорд на Вестбрук во НБА лигата. Вестите од спортот ги подготви колегата Дамјан Николовски. Македонскиот ракометен првак Вардар е подготвен за утрешниот предизвик во ракометната лига на шампионите. Гостувањето на Веспрем во Скопје доаѓа во вистински момент за црвено-црните. Спортскиот центар Јане Сандански ќе биде исполнет до последното место, а Парондо е на располагање и го има безмалку целиот тим. Вуко Борозан и Рожерио Мораес се рехабилитира и се во конкуренција за настап, единствено ќе надостига Горбок. Парондо за дуелот со Веспрем најави дека желбата е победа и за сврстување на второто место на табелата во групата А. Вардарци на последните 10 надпревари со Веспрем остварија 4 победи, загубија 2 пати, а 4 нивни дуели завршија нерешено. Завршницата од кошаркарскиот куп на Македонија